Ова ексклузивно интервју со магистар Драги Змијанац, основач и директор на првата детска амбасада во светот Мегеши. Разговараме за случајот Тамара и претходните трагични случаи на деца кои завршија со смрт на деца. Децата се најкршливи по природа, тие се најнемоќни. Проблем е како да се обезбеди нивна заштита. Првата детска амбасада во светот Мегеши постојано упатува пораки, апели за превенција на децата од секакви опасности во нивниот живот. Господине Змијанец, добро ни дојдовте во интервју на наша ТВ. Добро ви најдов. Најпрво да ни кажете, она што се случуваше во последниот период, најактуелно тоа е случајот на Тамара, но има уште 5-6 други случаи кои завршија со смрт на деца поради бирократски процеси. Да ни кажете, кое е вашето мислење, која е вашата реакција за случајот Тамара и останатите случаи? Ние како прва детска амбасада не остануваме на ниво на апел, реакција, туку барање на одговорност. Значи, побаравме јавниот обвинител и народниот правобранител да прочепкаат по-конкретно што се случило со нефункционалното навремено постапување да се заштити еден детски живот Тамара и претходните случаи кои ги имаме евидентирано, и сметаме дека мора на степенување на одговорност да се најде виновникот и кривично да се казни. На ниво на морална одговорност секако останува доблест на оние кои директно се препознаваат како одговорни, но без кривична одговорност посочивме дека ќе има и понатаму вакви случаи на згастување на детски живот како што е Тамара. Веднаш после нашата реакција забележав дека обвинителството се активирало и очекуваме разрешница заради правдата и правото и да се задоволи на некој начин тагата која никогаш не може државата да ја надомести на родителот, но да се знае за јавноста и за родителот што точно се случува кога еден ваков случај ставен во итно не е постапено по итно. И она што уште повеќе загрижува, што по смртта на Тамара стигнува решение од Фондот за здравство дека и е одобрена операцијата. Значи, ова сметам дека на некој начин или е намерна грешка, или уште повеќе ги продлабочува и потикнува раните кои ги има родителот и јавноста околу нефункционалноста на системот, околу постапување по најдобар интерес на детето. Освен случајот Тамара, сведоци сме во изминатиот период, исто така и уште 5-6 други животи, детски животи изгасна. Што правите на ова поле, кои се проблемите, потешкотиите и како да се разрешат овие проблеми? Какво решение предлагате? Значи, ние работиме на повеќе ниво. Покрај тоа што вршиме притисок на државните институции, со поддршка на граѓаните и медиумите, околу почитување на сите меѓународни документи кои гарантираат право на живот, сигурност и безбедност на децата во Република Македонија, која е потписник и на Конвенцијата за правата на детето, факултативните протоколи и другите меѓународни акти. Потикнати од нефункционалноста на системот, ги повикавме сите здруженија на граѓани кои работат со деца, ретки болести, аутизам, епилепсија и други слични случаи, да изнајдеме заеднички начин како понатаму да постапуваме околу мобилизирање на системот да биде максимално посветен и функционален во однос на обезбедување на соодветна здравствена и друга заштита на децата. Се договоривме да работиме на етапи, дали ќе одиме со собирање на петиција, потписи околу незадоволни граѓани кои не успеале да си го решат проблемот, или ќе одиме во разговори со државните институции за да ги потикнеме дека тука сме ние ги следиме, наблюдуваме и дека бараме од нив отчет и одговорност, или сето тоа ќе го преточиме паралелно во нашиот алтернативен извештај кој го подготвуваме до членовите на Комитетот за правата на детето, и таму очекуваме конкретни препораки кои ќе му бидат доставени, до Република Македонија. Наша задача е и понатаму да вршиме притисок и да го мобилизираме системот, но повторно ќе кажам, се додека не се најде виновникот за пропустите, вакви случаи ќе се повторуваат. Значи, мора државата да свати дека треба да даде отчет
одговорност за она што се случува, затоа што само на тој начин ќе покаже дека е сериозна и дека води грижа за најдобар интерес на децата. Што мислите, каде лежи проблемот во државните институции? Зошто ова се случува? Можам да ви кажам моje лично мислење, значи кога на агендата на сите функционери нема да биде детето на прво место и кога нема да тргнат од позиција дека станува збор за детски живот кој може да биде утре и неговото дете, не можеме да очекуваме на ниво на свест и совест една висока етичка и морална посветеност на луѓето кои сериозно државата им доверила да менаџираат, да раководат, да управуваат со институции кои можат да спасат детски живот. Значи, се додека инфериорно и несоодветно се однесуваме кон судбината на децата, дека тоа дете не е наше и дека е препуштено на судбината, не можеме да очекуваме мобилизација на системот. Секој случај за државните институции и раководните структури мора да биде земен како дете кое е од највисок степен на одговорност. Значи, децата мора да бидат ставени на топ агендата во Република Македонија. Само на тој начин можеме да обезбедиме гаранција дека ќе биде овој систем од полза и во служба на децата. Во последниот период свидоци сме на многу кршење на детските права. Како да се осигура нивната заштита? Каква превенција нудите вие како амбасада Меѓеши? Превенција прво треба да биде стручна експертиза на луѓе кои работат, кои раководат, кои управуваат, кои менаџираат. Независно од добрата волја на политичките партии и на структурата на власт кои луѓето ги поставува по нивно убедување, прв критериум треба да биде етичниот момент, стручноста, експертизата, емпатијата и сочувството кон ранливите групи на деца, оние деца кои они треба да ги штитат. Значи, кога ќе обезбедиме една поголема сензибилизација на луѓето кои работат во државните институции и на раководни функции, колку е важно да се постапи на времено, соодветно и превентивно, и дека тоа многу помалку ќе чини државата отколку да ги средува и гасни ситуациите отпосле, е не само на ниво на одговорност и на посветеност, туку и на ниво на систематичност, и на ниво на поставување на задачи кои ќе бидат приоритетни за државата, дека децата се не само нашата иднина декларативно, дека децата во суштина ни се број 1 во однос на она за што се залагаме за нивна добробит и благосостојба. После случајот Тамара, остануваат на листата на чекање уште многу деца кои чекаат лекување. Да, ние ги подсетивме сите во нашата реакција, сите деца кои чекаат. Ја морам да ви кажам веднаш после тој настан и ме побара од Македонското радио да се пофала дека фондот веќе одобрил 2 операции. Не сакав да се надоврзам на случајот Тамара со успешноста на фондот за здравство, затоа што не оди едно со друго. Значи, кај нас најчесто се мобилизираат институциите откако ќе настане нешто најстрашно, смрт, стилување, убиство. Не треба да дозволиме да се изгуби детски живот за некој да се активира и мобилизира. Тоа треба да биде системски пристап, еден долгорочен пристап каде што оние луѓе кои ги поставуваат не само на ниво на експертиза и знаење, туку треба да биде на ниво на личен интегритет и одговорност поставени. И доколку се забележи несоодветно постапување по најдобар интерес на децата, доблесно е од министерот за здравство или образование или независно кој да побара одговорност од луѓето кои ги менаџираат овие институции каде што директно одлучуваат за судбината и животот на децата. Веќе подолг период во континуитет забележуваме на митинзи, на разни партиски собирања, како и децата се политизираат, да речам, се вклучуваат во тие митинзи, мафтаат со знамиња, без тоа никој да побара одговорност од политичките партии. Што превземате вие во вакви случаи? Прво се згрозувам од секој кој ќе посегне да партизира и политички поентира по основ на некаква судбина на дете. Не само за случајот Тамара, туку и генерално. Второ, да, има партиска злоупотреба на деца за политички цели, односно политичка злоупотреба на деца за партиски цели, и ние многу често реагираме. Она што не ни дава гаранција дека нема санкции за овие активности. Ние ги потикнуваме политичките партии на надпревар
околу тоа кој во нивните платформи повеќе ќе води грижа за заштита на децата и нивните права, но никако да им бидат фолклор и декор во нивните партиски собирања, затоа што не само директно што е тоа индоктринација за каузата која оние ја заговарат, туку се доведува во опасност и безбедност и животот на децата, затоа што знаеме дека многу често тие митинзи може да се претворат и во насилство. Сведоци сме во последниот период, не е табу тема, се повеќе расте бројот на деца кои земаат дроги, исто така се повеќе деца дишат лепак пред очите на јавноста. Има ли доволно центри во Македонија за зависници, како да им се помогне на овие деца, какво решение вие нудите? Сиромаштијата и неписменоста иде рака под рака со можната злоупотреба и затолкување на децата во погрешна насока. Секако тука има одговор на овој проблем е ако децата навремено се вклучат во градинка и во основно училиште. Но ако веќе станале зависници на опојни дроги и психотропски супстанции, она што загрижува и во нашиот извештај доставено до Комитетот за правата на детето, во Македонија нема центри за рехабилитација на деца и младинци. Вие можете да замислите дека ако едно семејство комплетно е зависник од психотропски супстанции, таткото, мајката може да одат на лекување, односно одвикнување, а детето нема таков центар. Значи во Република Македонија таков центар нема и тоа е она што загрижува и не е доволно да се згрозиме од тоа што ќе ги видиме децата како дишат лепак и да пријавиме на нашиот SOS телефон и ние да реагираме, туку треба покрај превентивно, како што нагласив, да се вклучат децата во градинка и во училиште, зашто кога се на улица се знае кој пат може да го одберат, треба и да се воведат центри за рехабилитација на одвикнување на деца од... Дали повеќето се роми или по националност, дали имате такво нешто, никои такви податоци? Нашите податоци со кои ние го располагаме е дека од децата кои се исклучени од образование, 65% се роми и најголем број на деца питачи и деца чиј труд се злоупотребува се роми, но тоа не кажува дека немаме другите етнички групи дека не се зафатени со овие девијации и пороци. Голема е бројката затоа што 18.500 деца ако се исклучени од образование, а 2.000 деца имаме катадневно на крстосниците и имаме темна бројка околу 3 до 4.000 деца без извод од матична книга на родените кои не се евидентирани во извод од матична книга на родените, тие се потенцијални за трговија со деца и детски органи, за питачење, за сексуална злоупотреба, за секс туризам и така натаму. И државата мора да се мобилизира околу обезбедување на и подобрување на условите на овие ранливи категории на деца. Значи да ги вклучат со евиденција, да може да обезбедат здравствено осигурување, да може да обезбедат образование и на тој начин ќе ги исклучиме од улица, ќе ги ставиме во систем и ќе ги ставиме под мониторинг и контрола на училишните воспитувачи, психолози, педагози и во градинките и во основните училишта. Она што уште повеќе треба да нагласам е дека центрите за социјална работа имаат многу клучна улога околу навремено детектирање на состојбите на семејства во ризик и дисфункционални семејства, затоа што овие деца кои се зависници од психотропски супстанции потекнуваат најчесто од такви семејства. Тие треба да извршат навремена контрола, наблюдување на состојбата во семејството и да преземат мерки за подобрување на одговорното родителство во тие семејства, но да ги охрабрат со стимулацијски акции, каде што не да ги прават само зависници на социјална помош, туку да ги охрабруваат во обезбедување на подсигурна екзистенција околу нивно вработување или до едукација за да можат да бидат конкурентни на пазарот. И ако тоа не функционира успешно, тогаш мора да направат алтернативни форми на или строг надзор на остварување родителско право или одземање на родителско право и давање на децата на подстарателство на згрижувачки семејства или на институции кои водат грижа за ваква структура на деца. Од тогаш државата се јавува како старател и би требало да биде гарант дека децата навистина ќе отидат во прав пат и насока.
кои детски права најчесто се регистрирани, се прекршуваат и се регистрирани во првата детска амбасада во Светот Меѓеши? Ние лани излеговме со извештај на нашиот СОС телефон за деца и млади 0801 22 22 кој работи веќе 22 години. И она што најмногу не загрижува за прв пат откако го ставивме во функција овој телефон, минатата година повеќе од половина случаи се поврзани со сиромаштија. Значи детската сиромаштија сериозно тропа на вратите на државата во семејствата. Родителите се потешко се справуваат со потребите на децата. Училиштата се повеќе стануваат место каде што децата од посиромашните слоеви не се чувствуваат сигурни од аспект на нивна социјализација, прифатеност и инклузија во образованието без дискриминација по основ на социјалната состојба во семејството. И тука има многу работа и за социјално одговорните предприемачи, за локалната самоуправа, за директорите во основните училишта и би рекол за градоначалниците, да ги детектираат овие семејства, да ги охрабрат да се вклучат децата во образование, да исклучат можна злоупотреба на детскиот труд, посебно кога има сезонска работа во мај и во септември, и да обезбедат елементарни услови за овие дечиња, облека, обувки, за да не бидат дискриминирани, како што нагласив, по социјална или етничка или етничка припадност. Колку бракоразводната постапка влијае врз децата и колку деца имаат проблем со домувањето? Бракоразводната постапка е на второ место по дојави и пријави на нашиот СОС телефон. И она што го забележуваме во континуитет е родителите кога се во бракоразводна постапка го занемаруваат правото на детето да бира со кој родител сака и може и има развиена емоционална врска да живее. Тука се соучесници центрите социјална работа, каде што тие директно одлучуваат за судбината кој родител ќе биде старател, кој родител ќе има право на видување. Многу често се постапува по основ на тоа кој родител има поголем и подобар економски статус и кој е повлијателен во општеството и тој станува старател, а другиот има право на видување, што на некој начин го обесправува правото на другиот родител кој може би има емоционална врска да биде обесправен и да не може да го остварува старателското право. Она што заговараме е деца 10 години натаму низ разни форми на неформално интервју, да центрите социјална работа дознаат со кој родител детето има емоционална врска воспоставено и тој родител да биде старател и него да го охрабруваат не само низ работа со него, туку и со некаков тип на помош, економски и социјална, да може старателството да биде на квалитетно ниво и детето биде таму дадено, ако веќе нема друга форма, иако ние заговараме форма на подеднакво старателство. И втората ситуација е деца од 6 до 10 години имаат доволно емоционална зрелост да исто така низ форма на интервју Центарот социјална работа утврди со кој родител детето има подобра емоционална врска за да биде евентуално таму доделено старателството и правото на згрижување и воспитување страна на тој родител. И не ни кажавте за домувањето, колку деца имаат проблем со домувањето во Македонија? Збориме за затворени институции како што се 11 октомври, Ранка Милановиќ, 25 мај. Така. Има форми, тоа се згрижувачки форми на деца кои 11 октомври е институција каде што се згрижуваат деца без родители и родителска грижа. СОС детско село е форма исто така на згрижување со СОС детски мајки. Ние имаме работено со 11 октомври околу психосоцијално охрабрување на децата кога ќе го напуштат домот да живеат самостојно. Оно што забележуваме во оваа институција е недоволното квалификувано образование кај децата и тие по напуштање на институциите, независно колку државата им е гарант околу нивно вработување, не се конкурентни на пазарот. Со нив водевме обука околу тоа како да се сами представуваат пред работодавачите, како да постапуваат на интервју, како да си направат CV. И она што сакам да нагласам е дека оваа институција мора многу повеќе да посвети внимание на образование на децата, да не ги прави зависни од оваа институција и кога ќе излезат
од оваа институција со првиот чекор да младинците кои го напуштаат домот 11 октомври знаат дека се рамноправни граѓани со било кој, дека се толку образовани да доколку работодавачот одлучува кого ќе прими, ќе го прими токму тоа дете не заради тоа што има некакво сочувство и поголемо разбирање кон децата без родители и родителска грижа, туку затоа што тоа дете е подеднакво едуцирано со друго кое живеело во поинакви услови и дека му дава предност токму на тоа дете за да биде пример, модел за неговите другарчиња од ваквите затворени институции. Колку деца во Република Македонија се жртви на семејното насилство, но и на сексуална злоупотреба, да ни кажете, од некој близок или од некој познаник, и дали децата се охрабруваат ваквите сексуални злоупотреби да ги пријавуваат? Ние кога излегувавме дека во светот се говори за секое пето момче и секое трето девојче дека во животот барем еднаш било сексуално вознемирувано, силувано или злоставувано, граѓаните се вознемираа и не можеа да веруваат дека е тоа возможно. Сексуалната злоупотреба, педофилијата, инцестот спаѓаат во најтешки форми на сексуална злоупотреба и тие многу често порано останувале табу во затворена семена традиционална ситуација каде што не смеел да се каже сторителот на ова тешко кривично дело затоа што тоа било најчесто татко, вујко, чичко, познаник, пријател на семејството и тоа било дополнителна траума за детето да го пријави, а при тоа немало и соодветен третман од мајката или од најблиските да веруваат во тоа што му се случило. Колку децата се помали, толку потешко е детето да лаже и измислува за ваков тежок криминал и кривично дело, каде што ќе нагласам остава трајни последици и трауми по психофизичкиот раст и развој на детето. Тука е многу чувствително прашањето како да се постапи. Мора родителите да бидат едуцирани да ги препознаат првите симптоми кога детето се повлекува во себе, мокри, тај и е вознемирено и не сака со никого да говори за тоа што му се случува. Најчесто силувачите им се закануваат на децата дека ќе ги убијат нивните најблиски и дури толку се перфидни, би рекол, со тоа што ги потикнуваат и ги дразнат децата и кога стануваат веќе жртви, децата на некој начин ги убедуваат дека тоа тие го сакале и дека се чувствуваат виновни. Значи, педофилите, профилот на педофилите не е тако како што можеби јавност очекува дека е некој тежок криминалец каде што многу брзо ќе се препознае. Тоа може да бидат и добри чичковци кои ја стекнуваат упорно довербата на децата и кои за нашата средина тешко се предпознатливи да ги детектираме на време. Резултатите кои ги добивте од вашите барања се минимум 15 години казна до доживотен затвор, хемиска кастрација, не ви се одобрени само електронските алки, не се прифатија. Македонија е прва земја во регионот каде што благодарение нашето силно застапување, лобирање, добивање граѓанска поддршка од, би рекол, масовната појава на сексуални деликти со деца, педофилија, инцест, родоскрнавење, да не ги набројувам случајот таткото со трите девојчиња во Велес, таткото со право на видување со неговиот пријател со двете керки и така натаму многу случаи излегоа на површина, укажаа на тоа дека казните во Република Македонија се благи. На првите наши застапувачки активности владата одговори позитивно 2008 и ги изголеми тогаш двојно казните кои беа 3 до 5 години, но ние, иако очекувавме дека со овие репресивни казни ќе има превентивен карактер и дека тие ќе се намалат, напротив се случи да има повторно зголемување на овие сексуални деликти. Тогаш баравме повеќе мерки и алтернативи како да се помогне на детето да не му се повтори делото, да нема рецидивизам, а како да се помогне на педофилот да не го повтори делото, бидејќи тој не може да го контролира нагонот или бидото и кога е на слобода го повторува делото, а кога е во затвор нема сигурен третман со него. И предложивме и на владата и на собранието 4 мерки,
околу поголема превенција. Првата мерка беше дупло уште поголемо зголемување на казните на минимум 15 години. Втората беше, ако има рецидивизам, да се казни за секој повторништво доживотна казна затвор. И третата беше така наречена медикаментна или хемиска кастрација, каде што директно се делува на либидото и нагонот на педофилот. И тој кога е на слобода, под оваа медикаментна терапија на секој 3 до 6 месеци гарантира успешност до 75% дека нема да го повтори делото, но со започнување на третманот уште додека е во затвор. Она што не беше прифатено е електронските алки. Не знам што ќе се постигнеше ако се прифатија електронските алки и зошто не се прифатија според вас? Не знам дали од финансиски или од технички причини, немам јасни информации, но знам дека доколку се носеа овие GPS електронски алки, полицијата ќе имаше точно увид каде се движи педофилот. И ако, например, има некој детски спортски настан, или ако е во близина на градинка, училиште, или не знам каде што децата се дружат, живеат или исполнуваат други училишни обврски, полицијата ќе можеше да го детектира движењето на педофилот, тоа ќе беше редуцирано и ограничено и ќе можеше да го отстрани од ова место. И мислам дека ќе имаше уште поголем ефект, но да видиме сега како ќе овие три мерки како ќе се одразат во натамошниот период, дали ќе се намали оваа патологија кај возрастните кои посегнуваат по децата и, како што кажав, оставаат печат и траен белег за цел живот. 2014 колку пријавени случаи имаше првата детска амбасада во светот Меѓаши и колку деца од нив пријавиле насилство? И за каков вид на насилство најчесто пријавуваат? До сега имаме за овие 22 години 20.000 дојави пријави. Првите години беа поврзани со осаменост, отуѓеност и агресија. И како резултат на тоа, ако се сеќавате, одевме пред неколку години со кампањата Дали денес го гушнате вашето дете, дали му кажавте колку го сакате и дали разговаравте. Потикнувајќи го одговорното родителство, сакавме да нагласиме дека родителите се клучни детектори за состојбата со децата, дека треба да посветат квалитетно време за разговор со децата и дека тие се првите кои може да откријат што се случува на детето. Но она што не загрижува е што родителите се помалку имаат време за своите деца, а децата се повеќе се препуштени самите на себе и го користат или злоупотребуваат и употребуваат и интернетот и современите комуникацијски системи, кој како е едуциран и кој колку знае и умее како да го користи. Многу често запаѓаат и во педофилски мрежи преку интернет, се закажуваат средби и децата стануваат жртви на лажно представување на нивно виртуелно другарче кој се представува дека е на нивна возраст и ја стекнуваат довербата на детето. Ние многу често се залагаме колку што се децата помали, толку повеќе компјутерите, лаптопите да бидат на место каде што се под видео контрола и надзор на родителите, додека децата не пораснати, додека не знаат самите како додека не се оспособат како да се самозаштитат. Она што се разликува од првата декада на нашето работење и втората, веќе имаме се повеќе случаеви на сиромаштија, на злоупотреба на детски труд, најлоши форми на злоупотреба на детски труд, притачање, работа на нива, чување добиток, продавање секундарна суровина, трговија со деца, секс туризам, сиромаштија, неписменост и деца кои се жртви на бракоразводни постапки и на семејно насилство. Семејното насилство е на трето место по дојави во 2014 година и сметаме дека не е доволно само да се санкционираат соучесниците кои слушнале дека има семејно насилство, не го пријавиле, туку треба се повеќе да се охрабрат луѓето да го пријавуваат насилството лично, а имаме потешкоти околу пријавувањето не само заради доверливоста и правото на анонимност, туку и заради недовербата на децата дека институциите ќе постапат најсоодветно по нивниот интерес. Значи, за жал кај нас повеќе се јавуваат возрастни кои пријавуваат кога децата се жртви или сведоци на жртви, отколку децата. Генерално, од истражувањето што го правевме со Брима,
во 2009 утврдивме дека прво децата 75% и покри 22 години од ратификување на конвенцијата, 75% од нив не си ги знаат елементарните права. Второ, немаат доволна доверба во институциите дека ќе постапат во по најдобар интерес на детето. И трето, што забележуваме дека постапките траат долго кога децата се жртви, затоа што ние инсистираме кога детето е жртва, осумничениот, кој не мора да биде и осуден, да биде навремено приведен и ставен во притвор. Овие постапки брзо да се процесираат, се со цел потенцијалниот виновник, злосторник, да биде навремено осуден, да не биде на слобода, за да не врши притисок на детето за да ја смени изјавата. Кои се телефонските броеви на кои можат децата жртви на семејно насилство, на оние што сакаат да пријават, каде да се обратат, на кои телефонски броеви, дали се достапни, дали каде може да ги видат тие броеви децата? Во неколку печатени електронски медиуми излегувал нашиот број 0800 1 22 22, кој е бесплатен и кој за жал се уште функционира само од фиксен оператор, го поддржува T-Home. Во преговори сме со T-Home да го хармонизираме овој број со европскиот број 116000 и 116111. Тоа се два броја, едниот е детскиот телефон, вториот е за киднапирани и грабнати деца. Сакаме да ни биде T-Home поддржувач на овие броеви, а потоа ќе разговараме со другите оператори за да ги покријат тие трошоците. Значи, една од препораките на Комитетот за правата на детето во Женева при Обединетите нации беше дека го препознаваат нашиот SOS телефон како релевантен индикатор на податоци за состојбата со правата на децата и даваат препораки до Република Македонија овој број да се хармонизира со европскиот број и при тоа да биде финансиски поддржан. Освен T-Home кој минатата година финансиски не поддржа за 4 месеци, ние овој број го поддржуваме со економски активности, со продажба на новогодишни честитки кои граѓаните и бизнис фирмите не поддржуваат секоја година и од собирани средства од касички кои исто така граѓаните не препознаваат. Ние не можеме овој телефон да го ставиме како телефон од јавен интерес и да биде финансиран од буџетот на Република Македонија. Сум остварил контакти и со претходниот министер за труд и социјална политика господинот Спиро и со сегашниот Диме Спасов и двајцата се заветија дека ќе помогнат. Ви напоменав само T-Home минатата година ни помогна со неколку месеци и се уште трагаме кон вистинско решение. Членки сме на Child Help International, бидејќи јас кога бев минатата година на 7-та конференција на сите SOS телефони во Лондон, кога отидовме во Child Help Line British, видовме дека овој телефон уште од 1998 година е финансиран од British Telecom и мислам дека е коректно после 22 години Македонскиот Телеком да го стави под целосна финанска покритие на овој телефон за да не зависи од добрата волја на домашни и странски фондови. Како Меѓеши ги решава проблемите на децата и да ни кажете каква заштита им нуди првата детска амбасада во светот Меѓеши на децата? Имаме мултисекторско ниво на делување. Прво сме под доверба број 1 5 години во истражувањето спроведено од Институтот за социолошко-политички правни истражувања нарачан од Македонскиот центар за меѓународна соработка, каде што најголема доверба има првата детска амбасада во светот Меѓеши. Имаме одлична соработка со медиумите. Граѓаните не препознаваат, ни го доверуваат мандатот и легитимитетот да ги застапуваме кога се прекршени нивните права. Она што нас ни е задача е покрај нашите реакции и покрај барање на одговорност и покрај забелешки во нашиот алтернативен извештај или извештај во сенка, ние вршиме мониторинг како се спроведуваат меѓународните документи кои Република Македонија ги има ратификувано во пракса, колку се ефикасни, ефективни и постојано вршиме притисок на државните институции бидејќи имаме и бесплатна правна помош. Кога граѓаните нас ни се обраќаат, ние доставуваме дописи до нив, дали до јавно обвинителство, дали до народен правобранител, дали до министерството, дали до училишните директори и бараме од нив одговор. Најчесто ни одговараат на време, но она што морам да ви го кажам, доколку ние не се ставиме во поактивна улога, верувајте дека ќе има уште поголеми прекршувања на правата на децата во Република Македонија, затоа што
Моje лично искуство е дека само со притисок на граѓанскиот сектор, со поддршка на медиумите и меѓународниот фактор, државата и државните институции се мобилизираат. И јас имам проблем со тоа, значи не сакам да ги користам тие механизми, иако наскоро ќе се ратификува и третиот факултативен протокол каде што државата, граѓаните, односно децата, доколку не се задоволни од одредена судска постапка, ќе може да се жалат директно до Комитетот за правата на детето. Сметам дека ако има суди, јавни обвинители, учители, директори, било која структура, сензибилизирани за правата на децата, едуцирани, дека ќе имаме поголема ефикасност и ефективност во работата на овие институции и во поголема грижа и заштита на децата. Од кога постои првата детска амбасада Меѓеши? Да ни кажете од каде идејата да се отвори првата детска амбасада во светот Меѓеши, зошто се вика Меѓеши, кои услови треба да бидат исполнети за да се отвори една амбасада и кои се интересите на Меѓеши? Ние веќе на 29 април оваа година ќе славиме 23 години, но ние сме еден класичен пример каде што еден мал број на луѓе преку конкретна граѓанска активност прво се активираат, па потоа и формално се регистрираат како здружение. Ние одговоривме на војното лудило во поранешна Југославија, кога стигна драматичен апел од Сараево за згрижување на децата од Босна и Херцеговина во Македонија. На иницијатива на мојата сопруга и колешка Гордана Пирковска-Змијанац, одговоривме на тој апел, јас и се придружив и ја формиравме амбасадата на 29 април 1992 година, кога не постоја ниту Високиот комисаријат за бегалци, ниту УНИЦЕФ, ниту УНДП, ниту другите меѓународни фактори. Ние веќе организиравме конвои на спасување на децата од Босна и Херцеговина во Република Македонија. Првиот авион стигна од Палер, Македонија, потоа почнаа да се отвараат конвоите со автобуси, со железница и почнавме да водиме грижа за бегалците во Република Македонија. Потоа воспоставивме силен контакт со другите земји, сакавме да растовариме Македонија, бидејќи во еден момент стигна околу 60.000 бегалци. Така да организиравме дестинации во Данска, во Шпанија, во Турција, во многу западноевропски земји, каде што им најдовме за солниште на бегалците погодени од војната. Зашто се вика Меѓеши? Ова е светска идеја и творецот на идејата е Душко Томич. Основачи на ова прекрасна и благородна идеја во Република Македонија се Гордана и Драги Змијанац, и ние двајцата со помош на многу добри луѓе во тоа време, како што е Коле Ангеловски, Драган Мјалковски, Есма Реджепова и да не ги набројувам другите, решивме да одговориме на една граѓанска солидарност и да им помогнеме на бегалците. И така всушност почнавме. Веднаш после тоа се насочивме кон решавање на проблеми со децата во Република Македонија. 1993 година го отворивме СОС телефона за деца и млади, па потоа детските работилници, па Центар за деца алергични на глутен и многу проекти. У меѓувреме ја ширевме мрежата. Членки сме на многу меѓународни домашни организации, како што е СОС линиите во Холандија, Федерацијата за деца на улица, Глобалниот марш против злоупотреба на детскиот труд и многу други. На тој начин, преку таа мрежа, го зајакнавме нашето влијание во светот и помогнавме оваа светска идеја да си го најде своето место на секаде околу светот, таму каде што имаме своји поборници. А поборниците ги стекнуваме преку нашиот дипломатски кор. Имаме дипломатски кор, носители на наш дипломатски пасош со признание да не застапуваат во државите каде што работат, и на тој начин ја шириме оваа благородна и светска идеја. Со кои државни органи, тела, институции соработувате и каква е меѓународната соработка? Најмногу соработуваме со Министерство за труд и социјална политика и образование и правда. Морам да кажам дека членуваме во неколку комисии кои се создадени во овие министерства за занемарени деца, за протоколи по основ на постапување со децата жртви на семено насилство. Членуваме во Комисијата за правата на детето при владата на Република Македонија со право на глас,
каде што упорно инсистираме препораките доставени од комитетот да се почитуваат, да се направи отчет околу тоа што е сработено и каде што имаме директно влијание во креирање на политики поврзани со поголема заштита на децата во Република Македонија. И од тој аспект сме задоволни. Оно што лично нам ни причинува потешкотија е што се уште буџетите поврзани со деца и за децата не се доволни и не се доволно транспарентни и што сметаме дека после 23 години првата детска амбасада во светот Мегеши заслужува поголема финансиска одржливост од домашни извори. Нашето портфолио говори дека во наредниот период мора да се насочуваме кон домашни извори затоа што нашите услуги се бесплатни и сметаме дека не е доволно да бидеме финансиски поддржани само од граѓаните и социјално одговорните бизнис компании, туку треба да бидеме и буџетски поддржани, ако ништо друго барем нашиот SOS телефон кој има јавен интерес и јавен карактер. Зашто децата што се жртви на семејно насилство не смеат да бидат интервјуирани повеќе од 2 пати? Ние уште 2008 година отидовме со една книга «Одам на суд», каде што точно проговоривме колку е травматично сведочењето на децата во овие институции. Имало случај кога судијата на инсистирање на одбраната дозволувала директно соочување на детето жртва со злосторникот, а тоа можел да биде и татко, вујко, чичко, најблизок. И рековме дека не сме да се дозволи судијата на главен претрес да го соочи детето со злосторникот. Туку тоа има други форми, така наречени скрин соби, опремени, прилагодени за детската возраст, со видеокамери, каде што зад другата страна на огледалото ќе стојат луѓе кои ќе го наблюдуваат и следат процесот и преку тоа интервју, со цртежи, со кукли и други форми, детето точно ќе каже што му се случило. И судијата ќе ги земе предвид тие видеозаписи и постапно тие видеозаписи ќе одлучи и ќе суди дали осумничениот е виновен или не и за тоа соодветно и навремено ќе го касни. Колку јавувања имате за семејно насилство? Каква е состојбата во Република Македонија последниве години? За оваа проблематика да поразговараме. Семејното насилство постоело од секогаш, само што сега поотворено се говори, исто како што поотворено се говори за сексуалната злоупотреба и педофилијата. Значи, луѓето веќе не се страмат да кажат и пријават. Проблемот е што не доволно веруваат дека оние кои треба да им помогнат, ќе им помогнат соодветно и на време. Значи, веќе е издигната свеста и совеста кај луѓето дека секое премолчување на семејно насилство значи соучесништво и дека на тој начин не му помагаме ниту на детето жртва, ниту на сведокот, туку напротив го репродуцираме насилството до онаа форма додека нам не ни се случи. А нам нема да ни се случи само ако навремено реагираме и го пријавиме. Значи, насилниците мора да бидат разоткриени, мора да се постапа со нив соодветно и мора да бидат ставени под контрола на оние кои треба да ги рехабилитираат и да ги стават во систем кога ќе излезат од затвор. Доколку се во затвор, сигурно трае процес на ресоциализација и рехабилитација уште додека ја излежуваат казната затвор. Има ли многу случаи каде што овие насилници завршуваат во затвор? Колку се осмелуваат децата да ги пријавуваат своите блиски за сторено семејно насилство? Тоа е една конфузија во детското главче кога ќе види дека неговиот татко и неговата мајка се караат или се тепаат. Секако дека им е проблематично од аспект на тоа да го пријават тоа. Уште потравматично е што родителите не сваќаат колку тоа делува на детето и каков тек понатаму ќе се случи во однос на психичкиот раст и развој на детето. И јас ќе кажам дека за да не ескалира состојбата до физичка пресметка со видливи траги по едниот или другиот партнер, многу е битно да на време се реагира од аспект на превенција. Значи, центрите социјална работа или училишните психолози и педагози, доколку забележат некакво несоодветно однесување или некакво повлеченост кај децата, треба навремено да пријават за да може ова семејство кое е во ризик или во дисфункционална состојба
да го стават на некој начин под советување од страна на Центарот социјална работа, или како што кажав, ако не се стави во реце местото, за да не трпи детето, може да се одземе и родителското право на неодговорни родители кои очигледно не водат доволно сметка за... Господине Змијанац, ви благодарам за овој разговор, за ова издвоено интервју во наша ТВ. И ја ви благодарам што бев ваш гостин и се надевам дека на вашите гледачи ова интервју ќе им биде од полза и ќе се охрабрат доколку се случи било какво прекршување на детското право да се јават на нашите SOS телефони. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното интервју. Ви благодарам за вниманието со кое не следавте, ве оставам во добро здравје и следите на повторно со нова тема. Имајте пријатен ден.